Добро вечер. Добро вечер. Никој не те прима без тест. Сутепавме давајќи пари по тие тестови, сите тестови покажаа дека е негативна. И ги прегледаа бубрезите? Дека е негативна. Сега, замислите сега. Креетот кој што лежеше жена ми, уште една друга пациентка лежеше, а третата таму доаѓа докторката и гледа на креетот што виси тоа картонот дека е позитивна, а лежи со здравите. А кажи ми, зошто жена ти каде беше примена и со која диагноза? Ми рече со срцето проблем, нели аритмија, ама и бубрезите. И тахикардија. Сега, тука отидовме во нефрологија. Добро, окей, се пратива во нефрологија. Добро. Да провериме бубрезите. И? Не ве слушам. Прашувам и таму да ги провериме бубрезите. Лееше таму жена ми и установива дека едниот бубрек работи 65%, другиот 85% и бил многу оптоварен. Си ја земавме дома и немаше температура, немаше позитивен тест, ништо тоа. И нешто и падна тешко и ние викнавме брза помош. Брзата помош ја однесе во ковид центарот во инфективно во државна болница. Таму ја однесе во државна болница жена ми. И како што ви кажав, во тој ковид центар човек само може да умре. Навечер, на дежурни, само тие што стажираат има доктори, други доктори што се со искуство преку ден работат на 2 смени така натака. Океј, може ли само за разјаснување на ситуацијата? Како е жена ви сега? Не, господине. Ми почина жената. Пекчера ја закопавме. Каде почина? Почина дома. Бог да ја прости. Пардон. Почина во тоа инфективната болест почина. А дали утврдија што е? Дали се обидоа да ја спасат? Дали и дадоа лекови? Ма какви лекови бе, Јанко, бе, никој не те гледа таму. Никој не те гледа, Јанко. Таму не дај Боже да одиш. Ама не ми се веруе, јас се извинувам, мислев дека само ќе искритикуваме и дека некако сте се извадиле, а жена ви починала. Од што почина? Јас сум жив сведок, ќе отидам, ќе кажам све. А од што почина? Почина со сите тие сатанати, затворен сандакот, ја закопавме жена ми и сега што се случува? Телефонот таму и го украле. Телефонот го нема. Мобилниот телефон имаше на рацете златни гривни и сребрени гривни. И тие ги снема. Јанко бе. Ова ли е држава? Слушајме. Сега на 21 ја закопавме. Океј. Сочувство. Сега на 21 ја закопавме. Застани малку. Тие покажува негативни дека се тестовите, значи не сме болни. Застани малце, само клучново да те прашам. Каде почина вашата сопруга? Во корона центарот во државна болница, на инфективно. Што ви рекоа, од што почина? Корона. Од корона. Само да сумираме. Кога ја однесовте на кардиологија и на нефрологија, по тестовите она немаше корона. Немаше. А кога ја ставивте во соба, со една здрава, третата беше болна од корона. Тогаш она таму се заразила. И украден е телефонот и накитот од рацете. Да. Господине, што да ви кажам, едино утеха. Има Господ, има утеха и ќе дојде правда. Толку да ви кажам. Овие крвници на крај еден ден ќе мора да си поднесат рачун. Жена ми као деца се знаеме.
Kakva uteha, ne pomaga uteha, Janko, ne pomaga uteha, duša da mi plače. Duša da srce da mi plače, Janko. Srce da mi plače. Ne te slušam ništa, gospodine Janko. To je kad nas se slučilo u zdravstveni sistem, za nigde nije, za nigde, samo pari da zimat. Dođeš na doktor te gleda što nosiš, da li mu nosiš bombonjera ili ne mu nosiš bombonjera, neka moćana bombonjera. Za život, Janko, za život. Ne možem sinovite da ih smiram nikako. Sramota ova, sramota. Država li je ova, medicina li je, zdravstvo li je ova. Otidome vo euro, vo Nikolap, mokrača, krv negativna. Ja se isto kad se testirav, krv mi zema mokrača, ja ne bih pozitiven, negativen bih. A ženata mi otide taka, jabana mi otide, što da ti kažem? Ne znam što da ti kažem, Janko, izvini, molim te. Ne možem da se sviram, mi se puvam. Djecata, ne možem da se sviram. Niko ne te gleda, ne daj Bože tamo dodiš u bolnicu. Niko ne te gleda, begat doktorite, se plašati oni da ne se zarazat. Pošto kad se zarazat, kad ti da doma i svojte će se je zarazat. Ostavljeni se ljudito sami na sebe. Kislorodna podrška, kakva kislorodna podrška? So ta kislorodna podrška pobrzo umira ljuto. Kislorod od Bosne kakov je, kislorod od kakov je. Ja sam laik, samo treskam gluposti može biti. Ali moja ta sopruga se znajemo 600 godina kod dečko devojka Janko. 100 godini smo bili zajedno i da mi otide tako jeftino, ja ke crknam, ne znaš, djecata ne može da se ih smiram. Srce mi beše, na mravka ne gazeše, Janko, na mravka ne gazeše, žena, srce mi beše, ženata, žena. Сега идеме секој ден на гробиште, што фајде ако идам на гробиште, што фајде има ако идам на гробиште, да не дигнам од гробиште. Извини, Јанко, молим те, фала што ме сослуша, молим те, извини, живи и здрави да бидете вие и твојата фамилија. Това имам да кажем. И сите другите да бидат живи и здрави. Ali ova ne biva, kao država ne biva. Treba neko od nadzor da dojde, da ne okupira i da ne stavi u obrazda i da ne mrda me ni levo ni desno. Levo svrti oma šlakanicата da ne opne treba. To je, nije za ništo ne biva. Kakov Filipče, kakvi bakrači. Nikoj za ništo ne biva, samo da puna dževo i sopari i somito. Janko bi te zadržao, mnogo izvini, prijatno, bili pozdrav od mene, bili živi i zdravi, čuvaj se, molim te, čuvaj se, ne se šetaj, ne kontaktiraj sa sekogo, ne znaš ko je zdrav, ko je asimptomski bolen je i prenesu na drugite bolesti da gi prenesu. I duri pozdaj ki pokaže deka je razbud, deka ima korona. Prijatno da budeš živ i zdrav, hvala ti što me saslušao. Molim te izvini. Prijatno, živ, zdrav da budeš ti, tvojata familija, da budete zdravi, čuvajte se, molim te, čuvajte se, prijatno, sve negovo. Zatvori emisията.